Добро вечер, почитувани гледачи, и добродојдовте во уште едно најново издание на информативната емисија Отворено за. Оваа вечер мој и ваш гостин е господинот Славчо Чадиев, градоначалник на општина Велес. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Градоначалниче, го поделивте отчетот, Велешани имаа можност веќе 30 на дена, нели од почетокот на декември некаде почна да се дели, да го видат, да го прочитаат, меѓутоа еве сега можност и преку малите екрани да се даде еден отчет на она што е сработено во годината која што измина. Или да започнеме еве, колку проекти се реализираше локалната самоуправа? Значи, традиционално, како и секоја година, во декември месец, Општина Велес и јас како градоначалник даваме отчет за сработеното. Што е она што е сработено во изминатиот период, ајде да кажеме сега од 365 дена, иако одма продолжуваме овие денови со активности и понатаму. Меѓутоа тие ќе бидат први активности во текот на новата година. Тоа значи дека се работеше до последниот ден, односно до петок заклучно, во последната недела од оваа измината година. Вкупно имаме изработено оваа година повеќе од 140 проекти. Така да не сме во редот на оние општини, популарно со колегата од Штип велиме дека се тркаме кој ќе има повеќе проекти направено, бидејќи Велес има досега изработена за овие 3 години, не вклучувајќи ја и оваа година, повеќе од 370 проекти. И вклучувајќи ова имаме повеќе од 400 проекти. Тоа значи дека сето она што ни беше предвидено во програмата на Советот за општина Велес во сегментот на инфраструктура, поготово и во сегментот на култура е изработено. Имам изработено дури и повеќе од тоа, така да веќе со оваа година ја заокружуваме бројката на негде околу 90 на изработени улици, бидејќи само во овој период во очето ќе видат граѓаните, имаме изработено доста улици кои што добар дел се во градот, меѓутоа многу улици се изработени во населените места, да кажем дека во населеното место Иванковци имаме изработено 3 огромни големи улици, во населеното место Бузалко имаме 2 улици, од кои едната е околу 500 метра, другата е околу 200 метра. Значи во населеното место Црквино имаме изработено нов водовод, нова водоводна линија, односно нов комплет водовод. И сега жителите на Црквино веќе немаат проблем со водоснабдевањето. Значи нема урбана и местна заедница каде што општина Велес согласно својата програма усвоена од страна на Советот нема реализирано проекти. Токму во овој отчет ставени и дури поименично секоја улица што е направена, не успеавме да ги вметнеме последните неколку улици што ги работиме во меѓувреме, меѓутоа тоа ќе оставиме за наредниот пат. И што се однесува до сето она што е реализирано се должи на претходното ветување и е завршено. Кога станува збор за отчетот за она што сте го сработиле, неколку пати подвлековте дека тоа е се она што и Советот го изгласал како годишна програма. Да напоменеме само накратко дека годишната програма општина Велес традиционално веќе изработува врз основа на барањата кои што како приоритетни ги имаат местните урбани заедници. Колку таа добра соработка која што чинам дека со доаѓањето на градоначалничката функција, вашето доаѓање на градоначалничката функција се подобри, допринесува за граѓаните да бидат задоволни од она што локалната самоуправа го работи? Па добро, ние воведовме пракса уште од првиот ден кога дојдовме, не само да ги викаме на јавна расправа, односно претходно да им ја поделиме програмата како ја осмисла општинската администрација, односно тимот на градоначалникот, него решивме на еден поинаков пристап. Одевме од урбана до урбана заедница, од местна до местна заедница, објавивме проглас за предлози на сите програми. Преку невладините организации, здруженија на граѓани, значи комплетно ја опфаневме целата популација на општина Велес, каде што даваа предлози во пишана форма, електронски, зависи кој како поединци даваа предлози, и врз сето тоа ние ја срочивме на крајот оваа програма. Јас со задоволство можам да кажам дека оваа програма, освен што е она дел од програмата за 2017 година што предвидуваше градоначалникот својата програма, другите предлози се сите предлози од наши сограѓани. Меѓутоа и тие се од програмата на градоначалникот предизборна, и тие се дел од граѓаните, бидејќи граѓаните му дадоа на овој градоначалник мандат да ги реализира тие проекти со кои што испадна пред нив. Така да, јас со задоволство ќе кажам дека онаа програма што градоначалникот имаше
предвидено ја предложи пред граѓаните дека е повеќе од 96% остварено. Да проговориме малку за проектот кој што беше меѓу 10 топ проекти кои што градоначалникот Шадиев го побара гласот на Велешани пред 3 години, а веќе е отпочната процедурата за негова реализација. Станува збор за проектот за затворен градски пазар. Значи, последниот проект, значи имавме 10 најголеми проекта, топ проекти, популарно наречени, 9 се изработени, 10-тиот и е во фаза на подготовка. Тоа значи дека куќата што е одбрана да го направи идејниот проект, го достави идејниот проект, веќе имаме една начална 3D анимација која што во текот на вчерашната некњашната седница на свечената седница на Советот можеа нашите сограѓани за прв пат да ја видат, а овие денови ќе кружи низ интернет. Идејниот проект го видоа нашите сограѓани, го видовте вие новинарите, медиумите, го приложивте пред нашите сограѓани, а сега ќе ја видат и 3D анимацијата. Ќе ги разгледаме и секако секој совет, секоја критика е добро дојдена, бидејќи сепак ова е само идеен проект, но да нагласаме дека денеска идејниот проект е веќе и даден на ревизија. Тоа значи по завршувањето на ревизијата која очекуваме да биде во прва недела на јануари завршена, одма пристапуваме кон основниот проект и по донесувањето на основниот проект одиме кон издавање на дозвола. Јас се надевам дека негде околу март месец, крајот на март месец ќе ги ставиме темелите на првата фаза од долниот дел на градскиот пазар. Значи, спремаме еден, да кажеме, совршен градски пазар, добар градски пазар, каде што дефинитивно ќе се чувствуваат пријатно и оние што ги нудат своите производи, меѓутоа и ние како посетители, како жители на Велес, кои што ќе го посетуваме градскиот пазар. Со новите содржини на тој градски пазар, ќе може градскиот пазар да работи речиси секој ден. Значи, ние предвидуваме и 10 дуќани, 15 дуќани, предвидуваме и други деловни простории, меѓутоа предвидуваме и нова реорганизација на самиот пазар во сегментот на тезги, во сегментот на санитарни чворови. Значи, нема комплетно ќе биде градскиот пазар, тие околу 4000 квадрати изработени и предвидени да ги има сите потребни инфраструктурни дејанија што ги содржи еден модерен градски пазар. Тоа значи дека ќе се работи во две фази. Првата фаза ќе биде долниот дел на пазарот, за да продолжиме одма со другата фаза. Тоа многу добро ќе видат нашите сограѓани на анимацијата како ќе изгледа. И ние ќе го почнеме тој, со интензивно работење ќе почнеме со долниот пазар. Дали по објавениот тендер постапка кој што ќе ја добија таа постапка, и јас очекувам во текот на оваа година, првите 5 месеца, 6 месеца од годинава да се видат и првите контури на пазарот како ќе изгледа. Градоначалниче, поменавте дека во градскиот пазар ќе има деловен простор. Тоа значи дека се води рачун со секоја нова инвестиција да се отвори по некое ново работно место. А кога сме кај работните места, 2016 година можеме слободно да кажеме дека беше добра на економски план. Маркарт го зголемува бројот на вработени, но имаме и две многу големи странски инвестиции. Токму така, значи во разговор со менаџерскиот тим на Маркарт, кажа дека нивната динамика на вработување ќе биде многу обрзана затоа што имаат добар производ, имаат добри нарачки од еминентни компании. Тоа се дел од нивната бранша, нели, и кажа, ми предочија дека во 2017 наместо 2018 ќе бидат примени сите 600 вработени. Со тоа што одма пристапуваат кон следниот сегмент, идејниот проект за продолжување на другиот погон. Очигледно дека овој потез со фабриката Маркарт ни е круна на целокупното работење на формирањето на индустријската зона и сето она што велевме. Ние ќе направиме улици. Негде може и да не успееме да направиме, ќе направиме бекатони, ќе ставиме се. Меѓутоа, за нас приоритет, за мене како градоначалник, за Советот, приоритет беше, и ќе остане отварање на нови работни места, односно стварање услови за финансирање во општина Велес. Имавме силна медиумска кампања низ Македонија, отидовме и пошироко на меѓународни саеми, на меѓународни избиднувања за нови инвестиции, посетивме, испративме дел од администрација на усовршување на многу семинари, симпозиуми, конгреси, средби и успеавме Велес да го промовираме онака како што бевме замислеле како идеално место за финансирање. Токму така, значи и Евробрик, односно бившата Киро Чучук веќе е во фаза на подготовка, првото пробно производство го имаат веќе извадено, односно
Го испадна првите цигли пред скоро месец дена, си тече подготовката за сериозно производство. STS Textile веќе ги има првите 20 наработени 25 луѓе и најавуваат нови инвестиции, бидејќи машините им пристигнуваат секојдневно. Во бившата свилара најавуваат 1000 нови вработувања. Тука се секако едном компанијата во индустријската зона Речни 2 веќе го стартира пробното производство во првиот дел од погонот од фабриката на 2500 квадрати, веќе има таму производство, пробно производство и со најава за уште нови 2500 квадрати друг погон кој што би произведувал други сегменти од нивната палета на производи. Тоа значи дека компанијата Бракон, сите можат да видат дека гради огромен погон по сегментот во кругот на самата компанија. Тоа значи дека ќе имаме нови вработувања, нови работни места. Тоа е поентата за она што сме се залагале. Од пред се стварање услови за нови работни места. Ние токму затоа имаме одлично инфраструктурно средено индустријската зона Каласлари. Веќе таму и третиот објект е почнат овие денови и најавен е и четвртиот објект дека ќе се гради на површина од 2500 квадрати нова хала ќе се прави. Сето тоа допринесува за отварање на нови работни места. Нашата основна цел беше, останува и ќе биде секој отварање и за нас е успех ако створиме услови да се отвори макар и едно работно место. Кога сме кај индустријските зони, помалите индустријски зони во градот се полни, значи секој празен простор веќе е продаден и се градат објекти. Но тука ни е индустријската зона која што треба да биде најголема и од која што можеби во наредните години се очекува и најмногу индустријската зона кај селото Каласлари. Мислите на Мамутчево? На Мамутчево. Да, секако. Значи таа е у суштина поединечно најголема зона со која сме почнале да работиме. Веќе ги направивме првите геомеханички испитувања во однос на почвата, во однос на можноста на наоѓање вода, о кој правец би се одвивал канализациониот систем. Значи ние се наоѓаме во една напредна фаза на подготвување на самата зона, за средување на инфраструктурната зона. Веќе има интерес и за вложување, бидејќи местоположбата е прекрасна, идеална место, имаме брз експресен пат, имаме пруга непосредно близина на самата зона, но и тука е новиот автопат што ги поврзува Штип и Скопје. Самото место го прави идеално со оглед на вложувањата, бидејќи вложувањата за разлика од индустријската зона Каласлари за инвеститорите ќе бидат минимални, бидејќи теренот е идеален за една таква поставка за поставување на погони. Ние повторно ќе завршиме една презентација и покрај тоа што има доста заинтересирани, иако со сите овие изминати случувања во нашата држава, каде што очигледно евидентно беше стопирањето на одредени инвестициони процеси и заинтересираност кој што владееше претходно пред да почнат оние демонстрации, шарени, револуции и така натаму, кои што морам да кажам дека штетно се одразија на работењето не само на општина Велес, него и на целокупните локални самоуправи во Република Македонија, но ние тоа го прегрмевме. Со задоволство можам да кажам дека и денеска после 3 години, 3,5 години градоначалнички мандат, општина Велес работи со позитивна сметка, ниту еден ден не е блокирана сметката на општина Велес. Јас се надевам дека така ќе остане до крајот на мандатот на општина Велес. Значи, таа зона ќе биде предизвик повторен и ние повторно ќе вложиме средства. Ние со 2 милиона евра што ги вложивме во индустријската зона Каласлари, сега го завршивме и главниот пат го изасфалтиравме само пред 15 дена, каде што потрошивме околу 200.000 евра за целокупно средување на инфраструктурата. Можевме сите улици во градот и комплетната инфраструктура да ја средиме. Меѓутоа ќе немавме ниту едно работно место. Ќе имавме помалку од моментов, сега има околу 350 вработени, значи ќе имавме 350 фамилии без вработен човек. За мене предизвик остана вработувањето на луѓето и ченам дека тој потек не е исправен потек. Исто да ќе го работиме и со индустријската зона Мамутчево.
Кога сме веќе кај вработувањата, дека во Велес се повеќе младите се вработуваат, покажува и податокот дека после неколку години за прв пат имаме листа на чекање во детските градинки за запишување на дечиња за згрижување. Имајќи го во предвид овој проблем, општината се реши на изградба на нова детска еден дел нов или нов клон од детската градинка Димче Мирчев. Значи токму тоа е и поентата на целокупниот разговор околу вработувањето ги ствараат и другите услови, колку има повеќе вработени, повеќе средства влегуваат во општина Велес, а ние сме должни да им помогнеме во секој сегмент на тие луѓе што се вработуваат и на тие што ќе се вработат. Во тој контекст се преземаат и одредени чекори. Тоа значи дека имаме листа на чекање за детските градинки, да кажам дека детските градинки во групите работат со зголемен број на посетители во групите на дечиња отколку што е по стандардите. Токму ние затоа преземавме два чекори. А првиот чекор беше да отвориме, да подготвиме една градинка нова, за прв пат на рурална средина, што најавувам нови проекти во следниот период, кој што ќе опфанато неколку села, поголеми села во населени места во нашата општина, кај што ќе отвориме детски градинки, што има и училишта, каде што има и услови за тоа. Во Каласлари се решивме затоа што тука е индустријската зона. Тука ќе можат родителите, покрај мештаните од населеното место Каласлари, ќе можат и родителите да си ги остават своите деца, после работа си ги земат, да си заминат, децата да им бидат згрижени. Додека во моментот што се работи на вториот сегмент, тоа е смена на покривот на бившото училиште Јордан Хаџи Константинов во Джинот, близу до автобуската станица. Таму подготвуваме еден дел од училиштето, бидејќи доста е голема училишната зграда, бившата училишна зграда, да сместиме градинка. Со дворот што го имаме и што ги средиме во дворот активностите што се одвиваат на децата, ќе имаме идеална површина, настрана од гужва на сообраќај, настрана од било какви опасности, да децата овдека уживаат, со тоа ќе ги растеретиме клоновите што се во непосредна близина, тоа значи клонот што се наоѓа кај самиот градски пазар, исто така и клонот од другата страна на Вардар, Димче Мирчев, кај што е во дворови. Значи, ќе ги растеретиме и ќе се запишуваат децата и во овој објект. Додека другиот дел ќе го користиме, како што го користиме и сега, како ресурсен центар за слепи лица. Зградата е во добра кондиција, имаме одлично парно систем за грејење, имаме одлична кујна и сето тоа ќе го искористиме онака како што треба. Кога станува збор за имотот на општина Велес, во минатите години говоревме дека тој од година во година се зголемува. Она зграда каде што порано беше театарот се уште е празна, сепак тоа е имот на општина Велес. Кои се плановите? Значи, кај што е сместен и кај што беше сместен стариот театар, кај што е сега тука старата театарска зграда, ние го чекаме планот. Имаме план во изработка што е даен, официјално да стапи во сила и таму е предвиден деловен простор со петокатница. Значи имаме нов објект таму, нова зграда, бидејќи во градов веќе се бара стан повеќе. Сите знаете дека стамбени единици скоро се распродадени во Велес и тоа е добар податок. Тоа е податок дека младите генерации успеваат да се вработуваат, успеваат да ги искористат еден од начините од проектите купи стан за млади и така натаму, да си обезбедат место за живење. И ние сме должни да обезбедиме маркици за нешто во тој сегмент. Значи, прво ние кога добивме таа зграда на наше барање, секако, од владата на Република Македонија, пристапивме кон една ревизија на самата зграда и стручните служби констатираат дека зградата не е за употреба. Дека кон таа зграда мора да се пристапи кон рушење на самата зграда, бидејќи самото инвестирање во неа да се врати во некоја си состојба ќе чини многу повеќе отколку да се направи една нова таква зграда. Со оглед дека таму е предвидено домување многу одамна во плановите, во генералниот урбанистички план, сега ние го спремаме деталниот урбанистички план и јас очекувам дека во текот на оваа година ќе објавиме лицитација на тоа земјиште и се надевам дека ќе има трговски центар таму и дека ќе имаме станови за млади брачни парови. Градоначалник, кога станува збор за соработката со владата, несомнено дека таа е добра
и како резултат на добрата соработка меѓу првите општини која што објави дека има плацеви за продажба за оние проекти Купи куќа за млади, Купи куќа, Купи стан и општина Велес, ги посочив тие двете локации. Докаде е тука работата? Дали имаме заинтересирани велешани кои што сакаат да ги искористат бенефитите од владата и на тој начин да дојдат до сопствен дом? Па добро, на почетокот на мојот мандат, кога доаѓа на приемниот ден кај градоначалник, кој ден денеска е четврто, граѓаните ви денеска, иако сме во новата година, доаѓаат они да разговараме. Секогаш имаше две прашања кои и беа приоритет. На прво место беше вработувањето, на второ место беше решавањето на стамбените проблеми на младите брачни парови, па и на повозрастните категории на граѓани. Токму затоа ние тука имаме, решивме да во соработка со владата изготвиме две парцели поголеми, кои што на тие парцели ќе бидат поставени маркици со површина за градба на куќи, меѓутоа ќе бидат по 350-400 квадрата плацовите и имаме две површини за тоа предвидени. Значи едната е одма позади населбата Каменот, во продолжение на населбата Каменот, покрај аутопат на таа страна ќе биде распоредена на 11 хектари, каде што ќе имаме негде околу 110-105, зависи сега од проектантите, единици што ќе бидат понудени, плацови кои ќе бидат понудени на младите брачни парови, а исто така како општина дадовме налог да се изработува уште еден детален урбанистички план. Тој ќе биде во кругот на новиот ГУП што се опфаќа, патот према езеро од десната страна, и тука ќе имаме една површина каде што се е предвидено да имаме околу 100 објекти. Градот е премногу тесен, нема веќе кај да се градат стамбени единици и мораме ние да се полека, но сигурно се прошируваме онаму каде што имаме услови. И тоа ќе го направиме во скоро период. Ја очекувам годинава да бидат донесени тие детални урбанистички планови, за да потоа пристапиме кон средувањето на инфраструктурата секако и кон реализацијата, односно продавањето на младите брачни парови на тие парцели. Пред да проговориме за она што инфраструктурно оваа година ќе се работи, јас би сакала само накратко да зборуваме кога станува збор за локалниот економски развој и кога станува збор за туризмот, езерото Младост не е водечката гранка. Па токму така. Езерото Младост е местото кај што мораме да бидеме објективни дека се одвива целокупниот, хајде да кажеме, летен живот и на младите популации, и на возрастните со оглед на местоположбата, меѓутоа езерото е атрактивна дестинација и за соседните градови. Порано традиционално доаѓа луѓето од Скопје, но веќе доаѓаат, можеме да приметиме оваа година, доаѓаат луѓе од другите општини, доаѓаат луѓе од Штип почесто доаѓаат од Кочани, доаѓаат од Неготино. Тоа значи дека езерото со своите содржини е стварно интересно место за посета. Меѓутоа е интересно место и за рекреација, бидејќи има многу содржини кои што му даваат една одлика, иако е мало езерото, со својот квалитет на водата, со самата клима што ја има у вечерните часови, езерото Младост представува едно одлично место за рекреација. Да нагласам дека ние согласно деталниот урбанистички план што го имавме таму, веќе ги имаме 90% од парцелите продадени на езеро Младост. Тоа значи дека имаме продадени и за куќи за живење, но имаме продадени и за развивање, нели, собствени бизнеси. Тоа значи дека веќе се изготвува идеен проект за еден мотел, односно и хотел на самиот брег на езерото Младост, но истовремено може да видите дека таму, иако е најскап квадратниот метар за градба, иако имавме лицитација кај што се достигнува и цени негде до 20.000 евра за плац, зависи нели колку имаше заинтересирани за лицитацијата. Таму имаме огромен интерес за градба. Но покрај градбата, за да има нешто такво, ние моравме да створиме услови. Тие условите беа донесување на вода од водоводниот градскиот водоводен систем, овозможување на канализационен систем во текот на целото езеро, оплеменување на самото крајбрежје на езерото. Значи, поставивме многу добра опрема околу езерото, летниковци поставивме, донесовме, рековме вода, имаме канализација, доведовме сега
поставивме и бандери за електрично осветлување, за едното лето ќе биде влезот на езерото ќе биде осветлен. Ја средуваме сателитската населба, веќе на барање на нашите сограѓани имаме издадено и налог за средување на останатите површини околу прокредит академијата. Тоа значи дека на едниот дел планираме да има спортски терени, меѓутоа ќе имаме и еден план да работиме за винарија, бидејќи има интереси за винарија да се отвори на самиот тој потек. Исто така ќе ја продолжиме населбата над сателитската населба, ќе ја продолжиме и тука да изработиме едно 3-40 нови плацови за заинтересирани странки, бидејќи притисокот, да кажеме сега, условно постои, има доста заинтересирани наши сограѓани, меѓутоа и надвор од претежно починуваат да се интересираат и од Скопје за купување на плацови. Со оглед дека многу блиску е и винаријата Сопот, Шато Сопот, каде што можеме да забележиме оваа година има интензивирање на нејзиното работење. Тој дел од Новачани, условно речено, односно езерото Младост, со неговата посетеност што имавме во текот на изминатиот период, ни говори дека тоа место е одлично место за транзитен туризам и за секојдневна рекреација на нашите сограѓани, со оглед дека имаме одлично направена патека, која нормално мора да претрпи известни измени, односно во текот на април месец ќе има одредени средувања на патеката. Имаме одлична комуникација, направивме пристапен пат и од другата страна на автопатот, значи езерото сега си добива како локација се повеќе и повеќе на тежина. Градоначалник, да се префрлиме на градежни работи кои што треба да се случуваат на територијата на општина Велес. Што е оно што е инфраструктурно во оваа 2017 година ќе се работи? Добро, ние предвидовме да во 2017 година повторно изработиме доста проекти, поготово во инфраструктурата. Јас би набројал само неколку од нив. Значи, кои што се покапитални објекти. Тука рековме дека е градскиот пазар, кој што е број 1 во моментов што би требало да се почне да се работи. Потоа имаме идеен проект кој што е даден на ревизија и готова е ревизијата за уште еден кружен тек. Тоа е на влезот на Велес кај Башино село, каде што имаме тука, како да кажам, еден сообраќаен метеж во сегментот на влегување, излегување, продолжување на движењето, и тука во моментот ги имаме најголем број на сообраќајни незгоди, што се дешава токму на таа раскрсница. Токму затоа, бидејќи му треба уште еден влез на градот, официјално осветлен влез кој што треба и кој што ќе допринесе за побезбедна комуникација на нашите сограѓани, бидејќи да кажеме дека почнувајќи од април па се до новембар, бројот на луѓе што го користат тој пат е исто како една пофреквентна улица во Велес. Луѓето што одат према езеро, према Отовица, према другите населени места. Но и оние кои доваѓаат од Скопје со самото вклучување тука, тоа е проект кој што вреди негде околу 4,5 милиона денари. Ќе го работиме заедничко со Агенцијата за патишта, но ќе го финансира општина Велес. Потоа следи уште еден инфраструктурен проект на барање на жителите на местната заедница Башино село, бараат надпатник, односно уште еден мост ќе направиме. Мостот ќе поврзува Башино село и гробиштата од другата страна на автопатот. Веќе се извадени сите документи, сме во завршна фаза, така да ќе објавиме одма, може би и околу следната недела, околу 15 јануар ќе објавиме и повик за, односно тендер ќе објавиме за заинтересирани за учество за градба на тој проект. Тука да кажам дека го имаме и водоводот за населеното место Бузалково, но секако и за Раштани, и голем проект кој што ќе чини околу 12 милиона денари. Имаме предвидено да продолжиме со уште 10 до 12 улици кои што треба да ги направиме и да кажеме дека Велес веќе завршува со видот со работењето на улиците. Сега може да дојдеме во фаза да ги реконструираме постарите улици, да кажам дека ќе се изработи центарот на градот. Тоа значи дека тротоарот кој што се наоѓа пред Комерцијална банка, пред Стопанска банка, пред Велсити ќе биде, бидејќи може да видите дека таму имаме тотално уништени плочки, ќе бидат заменети и целиот центар ќе добие еден карактеристичен лик, значи ист лик, нема да имаме овдека едни плочки, таму други плочки, значи вамо плави, таму зелени. Значи Велес ќе си го добие и официјално својот лик, ќе го прошириме
уличното осветлување, ќе изградиме 4 спортски терени на разни делови од градот, наменети за младата популација. Значи ќе продолжиме со нови водоводни системи, така да во наредниот период не очекува доста работа. Но ќе завршиме и градинката до автобуската станица. Ќе почнеме друга градинка во друго населено место. Ќе се потрудиме да го реконструираме домот кај што настапуваат културно-уметничко друштво Керамичар, но и ќе направиме официјално, ќе почнеме и градската куќа. Значи тие се неколку проекти кои што ќе видат карактеристика на нашиот град, но да нагласам дека ние продолжуваме понатаму со оние познати наши манифестации, почнувајќи од Рацинови средби, ИФФ фестивалот, Прадишки мајстори колонијата, да не заборавиме античка драма Стоби, но тука пред се ќе ставиме и питијадата која што изминатиот период. Минатата година беше рекордна. По сите параметри. Добри беа гостите кои што ја забавува публиката, но и Велешани, барем така велат нели нашите гости, се покажале како добри домаќини, па и квалитетот на питата бил многу подобар. Нема да говориме која е звездата која што ќе треба оваа година да само може да претпостави, затоа што нели премногу е рано, но претпоставуваме дека ќе биде некоја поголема која што ќе треба да донесе многу повеќе гости за Велешани. Па добро, ние ќе уште во март месец ќе официјализираме кој ќе настапи на следната питијада, бидејќи подготовките ги почнуваме во март. Концептот е тој, само што ќе го развиваме уште повеќе. Тоа значи дека во март ќе можеме да кажеме кој ќе биде гостинот. Ние очекуваме дека ќе биде една од најголемите балкански звезди во моментов што го има на овие простори, но нашата организација ќе си работи онака како што треба. Ние ќе продолжиме со истите манифестации како и досега, но ќе се обрне посебно внимание и од другото сегментот на заштитата, на социјалната заштита. Ќе работиме со ранливите категории на граѓани, како тоа што го направивме сега пред нова година, исто ќе го направиме и во текот на идната година, да помогнеме во соработка со Центарот за социјална работа на најранните категории на наши сограѓани. Дали може би се размислувало во локална самоуправа да се направи некој си фонд на средства во кој што ќе може да донираат не само пред нова година, него во текот на целата година општествено одговорни компании, па да се собираат тие пари, па да му се помогне на некое семејство. Од изминатите денови, нели, одејќи кај оние 40 семејства на кои што им помогнавте, видовме заедно сите дека има одредени семејства кои што немаат ни соодветен покрив над главата. Добро, ние веќе работиме на таква стратегија и таа стратегија очекуваме да ги даде првичните показатели во кој правец ќе се движиме токму во таа насока, и очекувам дека мораме плански да работиме, не можеме кампањски да работиме како што работиме досега. Во тој сегмент ние ќе им помогнавме на тие 40 на фамилии. Меѓутоа мораме да најдеме системско решение на сето тоа. Мораме тоа да го направиме. Градоначалник, пред да ви се заблагодарам што одвоивте дел од ова новогодишно, нели, слободно ваше време и бевте гости во регионалната К1 телевизија, би сакала само лично да ве запрашам што е она што за вас ја одбележа 2016 година? Па добро, 2016 година имаме многу работи што ја одбележа, но јас би се вратил во сегментот на две работи. Тоа е првата и што е официјална работа, нели, дека Велес мирно плови по ова збуркано време што го имавме и го имаме се уште. Така ќе биде и понатаму. Додека вториот сегмент е дека Велес полека но сигурно се етаблира како спортски центар. Со сите оние вложувања што ги работиме во нашиот град, полека но сигурно, знаете и самите, значи имаме пливачки маратон на, токму што зборувавме за езерото Младо, на најмалото езеро успоставаме одлично организиран пливачки маратон кој што веќе сериозно се приближува кон Охридскиот маратон по сегментот на организација. Ќе помине време, меѓутоа ние ќе продолжиме на тој начин да ги организираме работите. Да кажам дека за прв пат имавме и полумаратон во нашиот град, тркачки полумаратон кој што најде на многу голем одзив. Пријатно бев изненаден со учесниците. За прв пат имаме спонзори во спортот. Значи во кошарката имаме спонзор, во фудбалот имаме спонзор, се најавува добри денови за велешкиот спорт, тоа значи многу скоро ќе имаме екипа во втората
фудбалска лига со најава за година дена да имаме и во првата фудбалска лига, прволигашка екипа. Поставивме веќе столбови, свет на пробната едното осветлување за градскиот стадион, ќе поставиме ново осветлување, ќе го реконструираме кровот на спортската сала. Градскиот одбојкарски клуб Борец веќе е солидна екипа која се наоѓа на средината од прволигашката табела. Ние неколку години немавме воопшто одбојка. Општина Велес го зема под свој клубот, го финансираме и се надправува успешно во првата одбојкарска лига. И покрај сијуски скептицизам и противење на одредени, па да кажеме, и политички структури да се ревитализира градскиот ракометен клуб Борец. Во моментот ГРК Борец е на 4-то место во една суперлига која што е македонската суперлига во ракомет, со надежда дека ќе бидеме етаблирани. Нема да брзаме. Полека, но сигурно ќе одиме. Да напоменам, со најмал буџет од сите суперлигаши, градскиот ракометен клуб се најде на многу висока позиција. Се враќа публиката во салите, се враќа публиката на спортските терени, поединци исто така морам да истакнам во сите спортови, полека, но сигурно напредуваат, така да јас очекувам во идната година да имаме уште повеќе резултати. Ќе имаме нова трибина на градскиот стадион, ќе имаме ново осветлување и веќе стануваме сериозен центар на спортот и на спортското живење во нашиот град. Ќе направиме, реков, неколку игралишта, мини игралишта низ градот, ќе направиме уште едно игралиште во населено место, како што имаме во Башино село, како што имаме и Ванковци, како што имаме Каласлари. Значи, континуирано, но полека ќе вложуваме во рекреацијата, но и професионалниот, полупрофесионалниот спорт во нашиот град. Господине Чадиев, јас ви благодарам што бевте дел од ова отворено за. Би сакала да ви се заблагодарам и за тоа што во текот на изминатите години бевте како локална самоуправа и како градоначалник секогаш отворен за соработка со нашата телевизија. Нели, нова година е, се уште си честитаме нова година, посакувајќи ви добро здравје. Ви посакувам многу среќа годинава. Ние избор на локални избори имаме, па се надеваме дека можеби и во иднина оваа функција останува кај господин Славчо Чадиев. Па добро. Што се однесува до изборите, тие си се редовни, ќе си дојдат. Народот ќе каже на кого мисли да му даде довера во наредниот 4-годишен мандат да ја води општина Велес. Народот го дава својот глас позади параванот и јас моментот како чинител, односно како градоначалник, а утре може би и као кандидат, а и да не сум кандидат, својот глас ќе го дадам за тој што ќе ценам дека успешно ќе ја води општина Велес во наредниот 4-годишен период, бидејќи граѓаните на Велес заслужуваат да продолжи растот на општината, заслужуваат да се надевам дека по 3-4 години следниот градоначалник ќе каже да Велес 2017-16 имаше 7000 невработени, како што јас сега велам 2006 имаше 14900, 15000 невработени, сега има 6900, но само 3000 бараат активно вработување, а идниот градоначалник да каже по 3 години имаме 3000 луѓе што се на бирото за вработување, но не бараат работа. Јас очекувам да ќе почитувам во секој случај волјата на граѓаните, ќе честитам на тој што ќе биде иден градоначалник во нашиот град, така да градот заслужува да оди напред. Почитувани гледачи, ова беше се што подготвивме за ова издание на Отворено за. Гостин беше градоначалникот на општина Велес, господин Славчо Чадиев. Накратко се осврна на она што локалната самоуправа го работеше во 2016 година, но ги промовиравме проектите кои што општина Велес ги реализира во 2017 програма. Останете и понатаму со нас, ако ви бевме интересни, гледате на и во реприза. А за 7 дена од ова место најавувам нов гостин.